Добар ден, почитувани гледачи. Ново издание на Слободен печат во Слободна ТВ. Како што е вообичаено, политиката, образованието, економијата се теми за кои разговараме. Овој пат тежиштето го ставивме на економијата, меѓутоа тука се и прашањата за политиката и прашањето за образованието. За да направиме ваква тема, се обидов да најдам соодветен и компетентен соговорник со кого во наредните минути ќе разговараме на темата економија. Станува збор за Габриела Кулебанова, председателка на Центарот за мали, микро и средни предпријатија при Стопанската комора на Северна Македонија. Добар ден, госпоѓо Кулебанова. Добар ден, господине Славе. Ви благодарам на поканата на вас и на вашата редакција. Задоволство ми беше да ве поканам и да спојам три области, политика, економија и образование, особено што го формиравте Центарот при Стопанската комора за поддршка на мали, микро и средни предпријатија. Вашето искуство во коморското работење е долгогодишно и големо. Зошто дојде до формирањето на овој центар и зошто личноста Кулебанова? Па да, јас сум долго во коморското работење, меѓутоа еве на 15 јануари во рамки на Стопанската комора при Северна Македонија го формиравме Центарот за поддршка на малите, микро и средни предпријатија, јас како председател. Во рамки на таа комора имаше доста членови од овој тип на компании, имаме многу интерес од кога го формиравме Центарот. Истакнав дека тоа беше објавено на 15 јануари оваа година, така и Стопанската комора ја почна својата активност во оваа година. Идејата е за да ја поддржиме економската активност на овој тип на компании, кои што зафаќаат и се 99,8% во нашата економија. Тој е еден значителен и него не најголем, не значителен, него најголем процент и тоа е сршта на економијата во не само во нашата држава, во сите останати држави. Знаете, во развиените држави на време кој го сватил фактот дека поддршката на овој тип на компании е многу значајна алка за намалување на сиромаштијата, за зголемување на вработеноста. Таму е клучот и изворот на иновативноста и на новите идеи. Кој го сватил тоа и превземал мерки како од самата држава, така и со надворешните поддржувачи, тој е направиот пат за да има една вистинска зголемена економска подобрена активност и зголемен БДП во самата држава. Иницијативата за формирање на овој центар е за поздравување и затоа кога сакав да го поставиме ова како концепт, како разговор, ќе го поставам директно прашањето. Дали поседува Македонија образован кадар да може овие мали, средни, микро предпријатија бидат водечки во рамките на нашата економија, па дури и водечки во регионот? Кадровскиот потенцијал на овие предпријатија? Видат, да, има потенцијал. Самите компании имаат потенцијал, меѓутоа, самата идеја беше овие компании да имаат едно место и капче. Затоа ние овој центар во рамките на комората го нарековме алатка, каде што сите овие ќе се соединат, ќе ги разменат своите идеи и искуства. А ние, како комора и центар, ќе им помогнеме за сето тоа да е на едно место ставено со приоритетите кои што се за овој тип на компании. Веќе неколку месеци имате постоење, така да кажеме, јавноста ве познава, врз основа на она што можев да го видам на општествените мрежи. Факт е дека го свртевте вниманието на македонската јавност. Сега ќе ви поставам едно прашање повторно врзано во контекст на вашата позиција и како дама, односно како жена. Факт е дека жените значително учествуваат во развојот на економијата, не само во Македонија, и воопшто во светот. Вие сте учесник на онлайн конференцијата во сабота,
каде што ќе се говори за жените за претприемништвото. Успевате ли сите овие активности да ги поврзете низ призма на тоа да испратите јасна порака дека економијата може да се темели и на жената и на мали и средни предпријатија? Видете, според светските испитувања, доколку жените се повеќе вклучени на водечки позиции, што кај нас бројките одат на нагорна линија, секогаш имаме подобри резултати. Зошто? Затоа што како жени, јас не сакам да правам дистинција помеѓу мажи и жени. Да, тоа го видов во вашите настапи. Значи, во рамки тие што се способни бизнисот има тоа, меѓутоа, знаете како тип на жена како што сум јас, која што има и собствена приватна фирма која што работи од 96-та година, обстојувам на пазарот во делот на телекомуникациите. Значи со странските компании сум партнер од многу одамна и работиме според нивни пропозиции. Вклучена сум во ова е пробоно, ова е функција во коморското работење одамна, особено и во делот на женското предприемништво. Ќе потенцирам, не сакам да ги двојам тие работи, меѓутоа е многу значајна улогата на меѓу женското поддржување за поттикнување на одреден тип на жени за да се охрабрат, односно да им се каже дека они имаат вештини. Секоја жена може да го валоризира својот труд и од она домаќинско работење. Секоја знае да направи ручек, да направи колач. Вие може да влезете во тој бизнис, значи на пазарот. Не треба да правите некои вештини. А јас секогаш сум се залагала во рамки на комората да ние доведеме алатки од образовни и стручни едукативни програми кои што ќе бидат насочени и посебно за женскиот дел. Зашто? Затоа што сепак живееме ние на Балканот, сепак ги имаме традиционалните сите тие традиционални норми, колку и ние да викаме дека сме излезени од тие, ние не сме се уште сме на Балканот и тука екзистираме. Немањето време на жената за да ги заврши и сите домашни работи, затоа што ретко каде се исти работите дома поделени помеѓу мажот и жената, кај нас се уште. Секогаш гледам да се направат стручни доусовршувања за жените во рамките на работното време, во рамките на компаниите. Токму и во однос на оние состаноци кои што поминаа во претходниот период со одредени организации, дали се UNDP, EBRD, сите амбасади, меѓународни организации, секаде го ставив акцентот дека ни се потребни стручни доусовршувања во рамки токму и кај женското предприемништво. Мислата што ја изрековте сега, што ја кажате, ќе ми биде основа за наредното прашање. Во суштина, Македонија во последниве години покажа дека ќе земам гранката или областа земјоделие, дека може да се прават промени во делот на помошта на жените што работат во земјоделие. Меѓутоа, општо прашањето ќе го поставам дали помошта од владата, не само финансиска, туку и едукативна, во делот на образувањето на кадрите, во делот на меѓународната соработка, потоа финансиски средства од меѓународни организации и слично, допира до вашите членки или генерално до сите мали и средни предпријатија и микро? Видете, морам да истакнам дека само има значителен голем исчекор токму во рамки на Стопанската комора со дуалното образование, кое што заедно со институциите, кое што и со образовниот систем, значи директно кој што покажа многу добри резултати и интерес кај компаниите и добробит кај оние кои што се во раното образование. Владата не знам колку направила и што ако ние сами не си направиме и не побараме и знаете дека стално тоа оди од 10 барања, среќни сме доколку 2 не се остварат, ние како бизнис и тука викаме да, супер сме направиле нешто. Многу има што да се работи. Кога сме кај образованието, ја стално ќе ги спомнам младите, затоа што тие ни се клучот да ги задржиме уште со образовниот процес за да останат во нашата држава, а тоа е голем проблем со нашето иселување. И секогаш работите не одат поединечно, стално одат заеднички испреплетено. Дали е образование, дали е екологија, дали е правниот систем,
на владење, дали е селивчињата кои што се расфрлани, да не кажам ѓубрето по улиците и сето тоа влијае на она што ние мора да го сватиме дека све мора брзо и веднаш да направиме. Ке се обидам како социолог и како новинар да ви го поставам следно прашање из призма на она каде што лош пример може да се зборува често и секогаш да дојде до погрешни заклучоци во споредба со еден добар пример. Дали праксата што ја има Македонија на сива економија е лош пример за одговорот на прашањето да се развива нашата економија преку малите и средните и микропредпријатија? Има една дефиниција во ЕУ, ние сите стремиме да одиме во ЕУ, ние одиме да се прошетаме, меѓутоа забораваме тие она што сме виделе веројатно, тоа е наживеќе нашите политичари, кога ќе се вратат дома. Има една дефиниција во врска со сивата економија која што вели: нивото на сивата економија зависи од колкава е довербата во институциите. Еве, малце да бидеме попрактични, јас стално сум практичар, пошто го живеам ова работење економијата преку мојата фирма, преку центарот, преку комуникацијата со целата бизнес заедница. Имате плаќање на еколошка такса за одредени производи кои што ние ги увезуваме како компании. Ние сега имавме едно зголемување лани на таа такса, сега имаме повторно зголемување на еколошката такса за одредени производи. Јас лично, а и сите, не сакаме да плаќаме за нешто за што не гледаме бенефит. Ако јас сум плаќала дека дрвцето надвор ќе се посади, харикирам, не гледам дека тоа е посадено за да израсне, сега ми барате повеќе пари за повеќе дрвце. Прво не знаеме првите пари за што се потрошени. Не може веќе да се одат до таму, да се оди до таму работиве да бизнисот плаќа, а не гледаме бенефит во подобрување, ни во капиталните инвестиции, ни во екологијата. Меѓутоа, сивата економија е сериозен подкупувач на легалниот бизнис. Од една страна, со толерирање на таквото работење, што некаде е 40%, 37% спрема Светска банка, меѓутоа е 40% во нашата држава. Се повеќе тој тип на компании се ојачуваат, а со тоа се повеќе стануваме послаби во рамките на она што е регуларното работење. И е многу потешко да се работи. Имате предлог за решение? Веројатно пак ќе дојде одговорот на прашањето. Јас ќе ви кажам, законите дали треба да се променат, дали треба нови закони да се донесат? Не, кај нас е проблем волјата. Волја. Јас ќе ви кажам дека секогаш учествувам во многу работни групи со владата и секогаш позади оние официјални разговори, кога ќе прашаме и прво и основно во последно време прашувам, без разлика, еве сме во изборна година, кога ние ќе имаме реална и точна статистика за население и компании. Сите манипулации, сите анализи, сите оние работи кои што сакаме да ги направиме во економски дел, се базираат врз основа на податоци. Кога ние во моментот имаме играње на меѓуинституционално меѓуинституционални игри на давање на податоци, во зависност од какви се потребите. Па не може ние на такви, знаете, темелите не може да се разнишани вие да градите нешто. Прво и основно треба да излезат во овој момент партиите и да кажат кој ќе го воведе системот на точни податоци на население. Кога ќе се поврзе системот? Со УЈП, вработување, во ПИОМ и сите институции, тогаш нас не треба никакви закони. Да, практично значи нас никакви промени не ни треба. Ова е систем кој што треба да се заокружи. Секој од нас има матичен број, нека има и социјален број кој што е таму заведен. Ќе биде крај на манипулациите кога ќе се среди тоа. Има начин, нема волја. Сакате да кажете дека и штетата врз развојот на државата и општеството поради сивата економија, неплаќањето разни придонеси, даноци, се мултиплицира? Па, како што кажав, тоа е показател на доверба кон институциите,
Вие имате, нели, ние сме свидоци на многобројни анкети во однос на довербата. Таа е само зголемена. Кога имаме зголемена недоверба, имаме и зголемена сива економија. Сериозен проблем е на кој што ние апелираме долго време за решавање, начини има, јас ќе кажам дека немаме волја. Секогаш одговорот од институциите биле, немаме доволно инспектори, немаме доволно кадар. Не е точно. Значи не е точно. Системски овие работи се средуваат на многу начини. Може ли центарот што го водите и воопшто сите членови што сте внатре во центарот да дадат одреден придонес во оваа насока со тоа што ќе ги посочат субјектите кои што се за сива економија? Или тоа ќе биде полициска работа? Ние сме до толку веќе отворени и нас до сериозно некои работи го преминале прагот. Јас лично бев на еден состанок каде што беа повеќе министри и од финансии и од економија, каде што отворено реков дека листите, ако сакаат, ќе ги извадиме и јавно. Значи ги имате веќе. Меѓутоа, еден пример, господине Славе, во еден град поголем во Македонија, на плоштадот имаше тезги, кои што лично јас се заложив за да се тргнат, ама за тоа ми требаше 1 година. Ние бегаме од очигледното. Значи, тоа е пред нас и не го решаваме. Што да зборуваме за пат? Јас секогаш сум оптимиста. Да, веројатно. И има решение и се надавам во подобро, така и нашите деца ги учиме. И секој од нас треба да се заложи да допринесе за нешто, за подобрување на сите овие општествени и економски мерки. Само така ќе постигнеме нешто. Крајот на овој разговор очигледно може да трае и подолго од ова што сме го планирале. Ќе го завршам со еден блок прашање кој е поврзан во поглед на вашата позиција сега што имате или функција, а всушност за мене е работна задача. Познавајќи ве како личност, центарот кој му е приоритет во наредниот период? Што ќе мора да го направи да се видат резултатите во делот на членките или малите и микро и средни предпријатија? Еве вака има цела листа, ништо да не пропуштам, значи како што реков, нотирајќи ги сите работи и потребата за овој центар во нашата држава, целта и нашиот фокус на делување на центарот е во однос на креирање на програми и услуги кои што ќе бидат корисни за овој тип на компании, консултација, стручна помош, обезбедување на финансиска поддршка, обезбедување на редовни информации за состојбата на пазарот, следење на прописи кои што се од значење на компаниите и секаква друга вид на помош, пристап и поддршка за иновации и развој на технологии во бизнисите, контакт со компании, производители на суровини материјали, значи едно вмрежување и поврзување, стручна помош за пристап до фондови за инвестициските развои, поддршка при дигитализацијата, можност за регрутација на работна сила и можност за пристап до обуки за преквалификација, организирање на работилници, семинари, различни други форми на едукативни настани, воспоставување на соработка со потенцијални субјекти, со институции, со одредени донатори и морам да кажам дека на почетокот јас се заложив и тоа ќе го направам во следниве месеци е дигитализација на сите овие работи и информации кои што треба да стигнат до овој тип на компании, правење на платформа и една дигитална ала. Слушајќи го ова што го имате утврдено како програма и како приоритет, главното тежеште е пак ќе речеме во образованието или образувањето, меѓутоа и одраз на одредена политика што сакате да ја водите, развивајќи го центарот, односно помагајќи им на мали и микро и средни предпријатија. Дали во овој поглед очекувате, не сега ќе исклучиме владата, меѓутоа партнери да ви бидат и други меѓународни организации и други домашни институции, тука во таа насока морам да истекнам дека со самото формирање на овој центар се види и колкава е потребата од него по оној интересот кој што го имаме од меѓународните организации.
Ви уверувам дека не секојдневно, ма веќе секој втор, трет ден, јас лично имам состаноци со истите, интересот е огромен, ни даваат поддршка во насока на сите овие цели и работи, кои што ќе ги направи центарот. Многу сме им благодарни, веќе сме во реализација на фази на подпишување на договори и имплементирање на сите И тие крајот работи. на овој разговор едно кратко прашање, дали деловните субјекти во рамките на решавањето на своите спорови бија користеле медијацијата во споредба со досегашното искуство во однос на судската постапка како почеток за решавање на нивните спорови? Да, секако би ги ставиле тие како опција, секогаш се е добро дојдени и нови алатки во рамките на- решавање. Да, како што ни функционира судството, тоа е една многу добра можност во секој случај. Госпоѓа Кулебанова, ви благодарам многу за овој разговор. Она што ми беше целта во почетокот да ги споиме политиката, економијата и образованието, успеавме, предпоставувам. Вие пред македонската јавност се обврзале да ги почнете и да ги завршите овие задачи. Ви пожелуваме успех во работата, а во наредниот период ќе ве следиме и сигурно ќе бидете позитивно одговорени за покана во студиото. Ви благодарам многу.